Почитувани, дали знаете дека по смртта не исчезнуваат душите на неверните, иако некои тврдат дека исчезнуваат, не постојат. Исто така, душите на умрените не комуницираат со живите на земјата. Учи се да размислуваш библиски. Душата по смртта не исчезнува ниту кај неверните луѓе. Ова допира до самата срж на човечкото постоење и надеж. Дебатата за состојбата на душата по смртта често се води помеѓу две гледишта. Едното е дека душата спие или престанува да постои, а другото дека таа продолжува во свесна состојба кај Бог. Вечната душа. Исус тврди дека човекот има вечна душа. Апостол Павле вели дека човекот е составен од три нешта: душа, дух и тело. Смртта за мнозина изгледа како точка. Живееш, умираш и толку. Но, низ целата Библија, Бог ни открива дека за верникот смртта не е уништување, туку преселба од едно на друго место. А исто така и за неверникот не е уништување на душата, туку постоење во непогодни пеколни маки. Иако телото е подложно на распаѓање, душата, тој внатрешен човек создаден според Божјиот лик, не подлежи на законите на биолошката смрт. Како прво, непосредноста на присуството. Апостол Павле во 2 Коринтјаните 5:8 многу убаво рекол: тој е еден од најсилните аргументи против теоријата за спиење на душата или нејзино непостоење по смртта, дека апостол Павле вели: полни сме со доверба и повеќе сакаме да го напуштиме телото и да се преселиме кај Господ. Павле не предвидува долг период на несвесност по смртта. За него постојат само две состојби. Или сме во телото овде на земјата, или сме кај Господ. Ако душата престанува да постои по смртта, тогаш желбата на Павле да го напушти телото за да биде со Христос не би имала смисла. Тој би одел во ништо, а не кај Бог. Второ, ветувањето на крстот. Во Лука 23 глава има еден силен настан. Најдиректниот доказ дека од устата на самиот Спасител се изговорени овие зборови. Додека висеше на крстот, Исус му рече на покајаниот разбойник, оној кој се покаја во тој момент: вистина ти велам, денес ќе биде со мене во рајот. Исус не рече по неколку илјади години, кога ќе биде воскресението, тогаш ќе биде со мене во рајот. Туку тој го употреби зборот денес. Ова ни покажува дека во моментот кога здивот го напушта телото, свесното јас на верникот преминува во духовната реалност во Божјото присуство. Рајот не е место на спиење, туку место на заедништво. Трето, свесноста во задгробниот свет. Лука 16 глава имаме друг настан. Иако мнозина ја толкуваат оваа приказна, така да ја речем, за богатиот човек и за Лазар, само како парабола, Исус во неа открива важни вистини за состојбата по смртта. И богатиот, и Лазар се свесни по нивното заменување од овој свет. Тие чувствуваат, се сеќаваат, комуницираат. Ова укажува на тоа дека смртта не го брише идентитетот, човекот, туку ниту свеста кај човекот. Душата ја задржува својата способност да го препознае Бог или пак неговото отсуство, веднаш по физичкиот крај, по смртта. Потоа имаме како четврто облак од сведоци. Во Откровението 6 глава имаме еден многу силен настан или запис. Во книгата Откровение Јован доби визија за душите на закланите заради Божјиот збор, кои се наоѓаат под жртвеникот. Овие души не спијат, тие зборуваат, викаат кон Бог и добиваат бели облеки и бараат правда. Тие се свесни за она што се случило,
додека биле на земјата и ја чекаат Божјата правда. Ова јасно покажува дека помеѓу смртта и конечното воскресение на телата постои меѓусостојба, каде душата живее во свесна близина со Бог. Петто, Бог е Бог на живите, така се откри во Матеј 22 глава и во кај другите евангелисти. Кога Исус полемизираше или разговараше со садукеите, кои не веруваа во воскресение и дух, тој го цитираше Мојсеј. Јас сум Бог на Авраам, Бог на Исак и Бог на Јаков. И тој додаде, Бог не е Бог на мртвите, туку на живите. Авраам, Исак и Јаков беа физички мртви со векови, кога беа изговорени овие зборови од Спасителот Исус. Но, во Божите очи тие се живи, нивните души се во неговите раце. Ако душата би исчезнувала, тогаш Божиот сојуз со овие луѓе би бил прекинат, но Божјата љубов и сојуз се вечни. Некој ќе рече, па тоа се однесува за верните, тие нема да исчезнат, но истото тоа се однесува и за неверните, кога тие не веруваат, а се одвоени од Бог за суд. И заклучокот. Аргументот дека душата престанува да постои по смртта често се потпира на погрешно толкување на поимот спиење. Во Библијата која се однесува на телото, која изгледа како да спие во гробот. Но духот и душата се враќаат кај Бог што ги создал. Нашата надеж не е во нешто неизвестно и непознато, туку во ветувањето дека да се биде надвор од телото значи да се биде дома кај Господ. Овие зборови се изговорени од устата на апостолот Павле. Тоа значи дека душата постои и кај верните и кај неверните по смрт, и таа нема да престане да постои. Без разлика на тоа што во денешно време, па и во минатото мнозина, ги извртуваат зборовите на Исус или изразот спиење, нагласувајќи дека душата до воскресението е во небудна состојба, а потоа ќе се разбуди за суд, за уништување и непостоење. Ваквата теологија е сосема погрешна и не ја одразува вистината. Што се случува со тие души? Дали можат да разговараат со живите на земјата? Душите не разговараат или не комуницираат со живите на земјата. Зошто? Секој ќе се најде на местото што Бог ќе му го определи. За едни тоа е блаженство и рај, а за други за жал пекол. Сепак, мора да се има предвид дека овие души, иако се живи во другиот невидлив свет, немаат можност за контакт со живите на земјата. Тие не можат да им се појавуваат на луѓето, ниту на своите најблиски, бидејќи ги немаат Божите атрибути. Тие се ограничени битија, луѓе кои го напуштиле овој свет, но не добиле Божи карактеристики, ниту има потреба за тоа. Душата нема способност, ниту пак Бог ја овластува да комуницира со овој свет со најблиските или со било кој. Гледано од библиски агол, секое верување во комуникација со починатите спаѓа во спиритизам. Повикувањето духови е библиски недозволиво, бидејќи за таквите сеанси често се кријат демонски опасни сили, кои действуваат на штета на оној што го прави тоа. Со еден збор, повикувањето на мртвите не само што е погрешно, тоа е тежок грев, бидејќи таквите практики се строго осудени од светиот Бог. Дополнително, од теолошка гледна точка, кога душите би можеле слободно да комуницираат со нас, луѓето би почнале да ги обожуваат своите предци наместо Бог. Бог сака ние да се подпираме единствено на Него, на Неговиот збор и на Светиот Дух. Кога би барале совети од душите на мртвите, тие би станале наши мали богови или посредници, што директно се коси со Божјото откровение. Исто така, кога некој човек ќе почине, душата не му се врти ваму таму 40 дена на земјата. Тој веднаш е преселен на место одредено од Бог, така што нема потреба за дополнителни обврски на живите кон нив. Бог е единствениот извор на вистината и единствениот посредник за нас и за нашите души. Се што ни е потребно,
треба да го бараме и измолиме од Бог. Тоа подразбира дека по ниеден основ повикувањето на починатите не е библиски дозволено. Душата на човекот постои во вечноста, но таа нема способност ниту моќ да го прекине прагот поставен од Создателот. Нека му е слава на Бог што ни го открил ова да го знаеме. Бог да ве благослови, почитувани. Амин.